Цела недела Ковачевски и Османи кријат што се случува со 4 милиони долари на сметка на емисијата во Обединетите нации од поделбан имот од некогашна Југославија. Овие пари амбасадорот Фрчковски никако не ги уплаќа во државниот буџет, па оттока од ВМРО ДПМН прашуваат зошто по овој случај не се огласува и председателот Пендаровски. Како е можно амбасадор да не постапува по инструкции и да остане неказнет за тоа? Како е можно да не враќа пари на граѓаните во буџетот? Дали е вистина дека конфликтот за парите трае уште од септември лани, кога Димитар Ковачевски беше во Њујорк, а Фрчковски на средба со свој предпознатлив стил на зборови му рекол дека нема да ги врати парите. И по сето тоа Фрчковски останува неказнет. Почитувани, ваква самоволие е недозволиво. Фрчковски беше одбиен да биде амбасадор во држава сојузник на Македонија, па беше испратен во мисијата во Обединетите нации да амбасадорува сепак во Соединетите Американски држави. Кој и што е тоа што му дозволува вакво однесување на Фрчковски, но и ваква понизност на Османи и Ковачевски кон самоволието на Фрчковски? Председателот Пендаровски е редовно информиран од надежното министерство за досегашниот тек на процесот, од вкупниот износ на средствата 4 милиони американски долари, дел кој припадна на Република Северна Македонија 3,4 милиони се префрлени, а останатиот дел од 0,6 милиони се очекува да биде префрлен наскоро. Информира од кабинетот на председателот.